Ова е уште едно законско решение за кое што ние како пратеничка група во текот на вчерашниот ден поднесовме амандман, но и имавме одредено побарување да се прешири опфатот, затоа што сметаме дека на ваквиот начин и вака конфигуриран опфат прво не е, мада може да биде доволно искористено, а второ нема да ги даде решенијата во целосен опфат. Само за информација на јавноста, се работи веднаш од кога ќе помине ова законско решение за давање на можност на јавните предпријатија формирани од државата за да можат да користат од задолжителните нафтени резерви со цел да создаваат топлинска енергија за градот Скопје, како и електрична енергија на територијата на цела држава во моменти кога нема да има доволно енергенси за производство на топлотна енергија или на електрична енергија. И тука доаѓаме до оној клучен момент во кој што ние неколку месеци го повторуваме, особено кога е важна оваа топлотнава и енергетскава криза, дека владата не прави доволно во насока на обезбедување на ефтини енергенти за да може да имаме нормално и производство и на струја и на топлотна енергија. Едноставно е срамота да се наоѓаме во 21. век и да кажуваме, односно премиерот на државата да дава изјави од партиските трибини дека Република Македонија оваа зима нема да има потреба да стравува за храна, за струја и за топлотна енергија, кога тоа е нормално функционирање кое што треба да го обезбеди секоја влада. Сега, затоа што оваа влада кога навистина требаше да обезбеди дали јаглен за работа на термоцентралите, дали да не ги испушта хидрокапацитетите или да обезбеди газ за создавање на топлотна енергија, не го направи тоа и покрај тоа што ние им укажувавме неколку месеци назад дека е погоден моментот тогаш да се набават енергентите и затоа што одбиваат да слушаат, затоа што некој од ВМРО ДПМН кој што се вика Христијан Мицкоски, Бојан Стојановски или било кој друг кој што е член на ВМРО ДПМН им укажуваше дека треба да се фокусираат на набавка на ефтини енергенти за да не мора да ги преплаќаме како што го направивме тоа пред 4 или 5 точки каде што доделивме 60 милиони евра на едем за да продолжи оној неработник и оние неработници од енергетскиот сектор во владата само да ги трошат народните пари, а да не создаваат некаков асет. Сега ние ќе треба повторно да даваме од државните резерви на нафта, за да може да работат овие капацитети и повторно наредната година ние ќе треба во наредниот буџет да трошиме народни пари, за да тие нафтени резерви да ги наполниме, затоа што има регулатива која што исклучиво кажува колку треба да биде минимумот на тие државни резерви. Наместо тие да се работат и ние денеска тука да не стравувавме дали ќе имаме струја, односно да се фалиме дека нема да има рестрикции или премиерот да кажува дека ете први во регионот пуштивме парно грејење, можевме да донесеме комплетно друга одлука. Каква одлука ние можевме да донесеме? Да ги ослободиме државните резерви, тие количества на нафта кои што сега ќе ги потрошиме затоа што вие не се ја завршиле работата, да ги пуштивме до стопанството и до граѓаните, да ја замрзневме цената на горивата и да го прифатевме по петти пат предложениот закон на ВМРО ДПМН за намалување на ДДВ-то и на акцизите за горивата, за да можат и оние кои што се занимаваат со транспортна дејност, за да можат и оние кои што се занимаваат со пренос на патници, а најповеќе граѓаните да не плаќаат литар гориво од 100 денари. Тоа можевме да го направиме ние сега. Или можевме да го послушаме ВМРО ДПМН пред 3 или 4 месеци, или да ги послушаме синдикатите кои што ги критикуваме и ги нарекуваме со секакви имиња, кои што кажуваат дека за да се ослободи ценовниот шок или ценовниот притисок кон граѓаните, ние наместо да излегуваме и да велиме од нова година ќе поевтинат производите во малопродажбата за 10% на храната, да ги ослободиме оние производи кои што имаме обврска да ги чуваме како стокови резерви од аспект на храна, да ги пуштиме во оптек, за да можат граѓаните да ги купат и да не плаќаат онакви цени какви што плаќаат. Понатаму ние имавме поднесено еден амандман кој што исклучиво бараше покрај тоа што вие јавните предпријатија формирани од државата од аспект на енергетика ќе може да ги користат овие нафтени резерви, да можат уште две државни инстанции да ги користат. Првите беа јавните предпријатија, еве конкретно ќе кажам во единиците на локална самоуправа, а вторите ќе беа училиштата и здравствените установи. Зошто првите, а зошто вторите? Затоа што првите, тие услуги кои што ги произведуваат, некој треба да ги плати. Треба да ги платат граѓаните. А нивната цена ја одредува регулаторната комисија за енергетика. И за да нема шетање по трибини и класично непознавање на премиер на држава да кажува еве во Делчево овој толку направил, онамо толку направил, или во Прилеп да излегуваат разни би кажал
непознавачи на материјата да кажуваат дека Советот ги поскапил услугите на предпријатијата, треба да знаат дека тие услуги поскапуваат. Тука има и луѓе кои што биле во единиците на локална самоуправа и градоначалници, може да ви објаснат дека тие услуги поскапуваат заради тоа што поскапуваат и цените на енергентите. Сега, за да не поскапуваат цените на енергентите, при услови на силен ценовен шок на поскапување, требаше и тие јавни предпријатија, наместо да набавуваат газ или кога нема доволно електрична енергија или која што е поскапа или која што нема да ја има заради рестрикциите, да можат и тие да ги користат овие нафтени резерви, но вие тоа не сакавте да го прифатите. Понатаму, за да немаме образование кое што ќе биде позиционирано од аспект на дигиталната технологија, туку да биде со физичко присуство, ние велиме добро да видиме како училиштава низ државава се греат. Најголем дел се греат на нафтени деривати, некаде само има на газ или на електрична енергија. Ајде и при силен ценовен шок на поскапување на цените на овие енергенти, да можат и училиштата да пристапат до нафтените резерви, за да ги повлечат тие нафтени резерви, за да не се создаваат дополнителни загуби. Само за вас само за ваша позната причина, вие и тој амандман го одбивте. И на крајот доаѓаме до јавните здравствени установи. Можеме да видиме дека од кога е започната корона кризата до овој момент, долговите на јавните здравствени установи пораснале од прилика помеѓу 55 и 60 милиони евра. Исто така, тие јавни здравствени установи, кои што вие неколку месеци се и натевте, можем да ви извадам стенограм, и кои што пред некој ден се согласивте да ги мигрирате од слободен на регулиран пазар, за да не плаќаат толкава цена, и тие да ги вклучите на тој пазар, за да можат и тие јавни здравствени установи, дури и при остар ценовен шок на пораст на цените на енергентите, да ги вклучите, за да можат и тие да ги користат задолжителните нафтени резерви. Вака размислува одговорна власт. Вака вие можете да ги дизајнирате мерките, ако ја слушате опозицијата. До сега да извадиме колку пати сте си нателе, колку сте задоцниле и колку пати плаќало стопанството, институциите и граѓаните само заради вашата суета. Јас сметам дека може би да биде и поголемо од оној јавен долг кој што вие го генерирате во последниве 2-2,5 години. Ај кај што не знаете, ај кај што не ви се работи, ајде каде што не сакате да слушате, па уште сте суетни. И што прават суетни луѓе, како оној во Битово што го спомнав на трибината, кажува за икономиите кои што се тресе од цел свет и во Британија плаќала владата, а Ковачевски, херојот на денешницата, ги издржува од ценовните шокови. Ете до таков начин на работа вие донесовте државата, за да еден премиер на држава на трибини кажува да не се секирате, храна ќе има за зимава. Од услови кога беше многу поинаку и кога можевме да предонесеме многу повеќе за нормализација на ова општество. Да сумирам. Многу пати сме ве повикале вака: ако сте суетни, ако ви пречи тоа што Христијан Мицкоски, Дафина, Бојан, Иванка, Игор, Александар или било кој друг, само затоа што е член на ВМРО ДПМН, ви ги кажувам мерките, ете, утре вие земете ги оние 7 мерки, вие предложите ги законските решенија, јас ве ветувам дека ја таму каде што сум се потпишал, ќе разговарам со колегите да ги повлечеме, само нека им се помогне на граѓаните. Само еднаш престанете да водите инат, затоа што ово инат кој што вие го водите и кој што не го чувствувате, заради тоа што значително многу се збогативте во изминатите 5 години, го чувствуваат граѓаните. Има еден начин ова да се надмине, има еден начин ова да му се помогне, да слушате да ги слушате тие што знаат повеќе од вас. И за таа неспособност, до која мера оди вашата неспособност, во онаа предлог одлука која што сте ја дале, во кој што треба да им помогнете на 200 компании од прехранбените индустрии, сте промашиле цели индустрии кои што сега го добив и јас дописот, се обраќаат до вашиот ресорен министер преку Стопанската комора, затоа што замислете во, само ќе го споменам затоа што сега стигна и до мене, сте промашиле цела гранка во живинарството, односно свињарството, никако не сте го зеле под вашите предлог мерки за да го ставите под регулиран пазар на струја. Цела гранка на едно огромно производство во живинарството сте го испуштиле заради тоа што вие мерките ги правите купи ден продај, за на Ковачевски да му купите 5 или 7 дена од критики. Затоа ви велам, овие решенија кои што вие ги нудите до собранието, направете да низ чекор, повикајте на нас на консултации, ќе седнеме консензуално, ќе ги изработиме мерките, ќе ги предложиме, ќе ги изгласаме без никаков проблем и на крајот не е важно, ви кажав, ние не сакаме политички поени, превземете ги вие, подпишете се вие, ние ќе ги поминеме соодветно низ комисиите, вака низ ваква дебата ќе ги донесеме во собранието, само за граѓаните и стопанството да живеат добро. Затоа што дека вие се инатите, наместо 200 фирми да имаат регулиран пазар, овој пат ако го прифативте нашиот предлог, целото стопанство ќе беше под регулиран пазар. Благодарам.